Викендов завршува преодниот температурен појас, бидејќи од понеделник метеоролозите најавуваат температурен пат од 6 до 10 степени. Ова е и најава дека ќе мора да се бркне во ормарите и да се подготва зимските парчиња лишта. Од понеделник заклучно и со овај викенд ќе имаме стабилно и суво време, но и од понеделник ќе се задржи, ќе продолжи периодот на стабилно и суво време, ќе имаме појава на магла или ниска облачност по одделни котлини, веќе под влијание на постудена воздушна маса од север, веќе од недела во вечерните часови, ќе имаме и пад на дневните температури. Најпрви на дневните, значи во недела дневната температура ќе опадне за 6 до 8 степени во однос на таа што ќе имаме денес и утре. Уште постудено и сериозен минус се очекува на повисоките места. Од понеделник имаме позначително, да кажам, заладување. Веќе во вторник очекуваме најниска утринска температура. На повеќе места утринската температура ќе се спушта под 0 степени, додека на повисоките места ќе се задржат повисоки температури. Ќе продолжи понатаму трендот на пониска утринска температура и во следните денови, значи заклучно со целата наредна работна седмица. Промената на температурата ќе биде со тенденција на постојано намалување, потенцираат од Управата за хидрометеоролошки работи. Да, точно така. Од понеделник ќе имаме ниски утрински температури, на повеќе места, како што напоменав, негативни, и трендот на дневните ќе биде во понатамошно опаѓање. Ова значи дека посебно внимание треба да се обрати на децата, хроничните болни и старите лица. Ниските температури влијаат на сите луѓе, на сите возрасти, од деца па до возрастни. Иначе, прво да кажеме дека зоната на комфорт на човечкиот организам е меѓу 17 и 22 степени. Кај што со лесна физичка активност тој се чувствува најкомфортно. Што се случува при ниски температури? При ниски температури, прво ако се вдише ладен воздух, доаѓа до ринореја, течење на носо, посебно тоа е застапено кај малите деца и кај младата популација, стеснување на слузницата на дишните патишта. После самиот тај ладен воздух понатаму доведува и до вазоконстрикција на крвните садови, посебно на периферните крвни садови и влијае на притисокот. Затоа крвниот притисок и кај нормалните, а камоли кај луѓето што имаат проблеми со крвен притисок, посебно кај тие со хипертензичарите што се зголемува кога имаме ниски температури. За разлика од летто, нели, кај се ширеа периферните крвни садови, кај што имавме паѓање на ниските, мислам на притискот на ниски температури. Сега, исто така имаме зголемување и на коронарните заболувања некаде за 0 до 2%. И затоа треба да внимаваат сите срцеви заболувања, да прават чести контроли, да пијат редовно терапијата и што е најбитно кај сите популации на возрасти, кај сите возрасти, треба да се при ниски температури добро облекуваат соодветно према надворешната температура.